Буквално пати куќето. И тоа е исто како кога ќе му се пие вода, да му речеш не може да пиеш вода сега. Ќе пиеш Да, скоро сме логично да имаме многу клиенти исто да го кажуват, вика, абе еднаш као, викам, зашто ли не? За еднаш ко не еднаш. Да. Ама баш е ко не еднаш, стварно ништо не го меним животот. Значи, постојат само неколку животински видови кои што можат да осетат сексуално задоволство. Тоа еднаш го дискутиравме и уште на почетокот. Кучињата не се еднакви. Значи не се еднакви. Чувајте делфини. Ако сакате, можете делфини да се чувате. Не, ја мислам дека треба да се стави еден закон од сега, наредните 7, 8, па и 10 нека бидат години, не смее да се продаваат мотазери. Значи доволно имаме. И плюс што луѓе, значи нема тоа план како ќе се размножуваат, туку вика ајде да се осети како мајка. И кога ќе го слушнам тоа, искрено мене ми се подига вака утробата нагоре. Што и да мислиш, што и да правиш, взимаш мотазер. И јас се смеам, значи мене е единствено куче, не сите години на работа, што има касната е мотазер. Само мотазер. Тоа најверојатно бил балкански малтезер. Шалиме за раса балкански малтезер од 9 до 10 килограми тежина и така интересен изглед. И обавезно што добива малтезерско лудило таму на 6-7 година, тоа е баш балкански. Да, апсолутно. И тоа е заради тоа што ретко кој истражува што нели и каква куќа по карактер одговара за нашиот начин на живот. Е да создадеме една заедница каде што сите информации кои што не требаат, а реално кучињата имаат многу потреби, да има веќе дата база од каде, што ти треба, храна ти треба, грумер ти треба, ветеринар ти треба, сето тоа да е на едно место. Еве активистите нели собираат кучиња, вдомуваат, ги праќаме во странство. Колку се мокни, значи не мокни се за таа бројка. Да. Тоа ми е поентата. Например, имаме наплив на кучиња пратени во Англија и Англија веќе е презаситена од нашите кучиња, а ние не сме решили ни 5% од нашиот проблем. Зошто? Заради тоа што ти можеш да спасиш денес 3, што е огромен, значи многу физичка работа е да прибереш ти куча дома и од почеток да правиш се со тоа куча. А за сметка на тоа стотици се изфрлаат секој ден. Значи и ако не е јадници. Би спомнала исто така за и нели откако ќе одберат каде во кој дел се пронаоѓаат. Тоа се пак луѓе кои што не се љубители на животни, па тука само се вика ќе пробам да го материализирам ова што се направи среќа. А јас би кажала дека онака нај чисто ако треба да одвојам дефиниција, што е тоа што помага и нели те носи кон успех, транспарентност, искреност и лојалност кон работата. Така. Значи тоа нема ме мрзи денеска, нема жан, лошо ми е, имам ковид или нешто, било што, стварно тешко е. Бара, не знам, нов бран на сила, дека ти мора да станеш. Значи нема неќа, не може, ме боли, нема. Знам дека си успешна женска менаџер, антрепренер. Не, тоа биди блаш. Со пансион на кучиња. Ќе те поправам само хотел. Хотел. Пансион веќе го пуштаме од употреба, да не го користиме, затоа што се подразбира дека многу кучиња така натрпани на едно место, без контрола кој што прави и некако кафези. Се договоривме на некажано дека е хотел. Баш као ти нели одиш на одмор во хотел, таму имаш своја соба, си имаш нели луѓе кои што се грижат за собата ти е чиста, сето тоа. Кога се договоривме, мислиш на Не некажано, дека окей, зашто знам дека се работувате со други хотели, соработуваш од фирмата? Да, имам. Што е мислам многу интересно. Има да се споиме, да буквално нека се помагаме и у однос на растење, затоа што моето лично мислење е дека многу е добро да има здрава компетиција, затоа што здравата компетиција натера да растеме и да стануваме секој пат се подобри. И тоа го дознаваме што дел од нашите искуства, дел од туѓите искуства и од голема помаша. Се за жал тука некај сите го има истиот интерес за такво растење. Малку беше се базира некогаш на лоша компетиција, но тоа е окей. Мислам, и низ година многу пораснавме во однос на тоа. Да има здрава и конкуренција и компетиција за нели кој е подобар, меѓутоа на здрав начин, да не е со лоши финти, со. Да, јасно, да. А како почнавте? Од каде идејата за M&M хотел? Да, како бомбоните. Почнавме затоа што ние имаме 3 кучиња. Со едно фостер во тој момент и секој одење на одмор, викенд, камп, како и да е, беше хорор.
затоа што ние имаме енергични кучиња и не може да ги замислам моите кучиња да бидат у некој бокс оставени 10 дена и да побудалат. И некако тука, кога истражив се што пазарот нуди, бека не ми се свига ова, не ми е good enough за моите кучиња. И си рекав, чекај, че нема да направиме нешто што ги исполнува условите. Каде јас би го оставила моето куча? И всушност тоа беше и цел еден шаблон на што сакаме да постигнеме. И се трудиме. Колку години веќе постои хотел? Скоро 4 години. Супер. Да. Одлично. Тоа исто и бизнес само анализа, да видиш што фали на пазара, за да кажеш или јас ќе го нудам тоа. Дали после тебе почна други... Да, во претек, многу. И тоа ме радува. Единствено нешто што доколку моите колеги идни ме гледаат, цените. Значи не. По дефолт не, заради тоа што тој исто сакам да го спомнам тука. Имање хотел и постојана работа со кучиња е многу физичка работа. Значи стануваме у 7 саат бајле, додека има кучиња, има работа. И не прекинува тој процес. Сега, тоа што е малку познато е дека доколку прво ние како работниците не сме доволно платени, ние нема да бидеме ефективни во таа работа. Значи ќе ни треба втора работа, трета, значи ефикасноста се намалува. Сега другата и тоа исто. Да, второто што сега да го спомнам е дека за да некако се актуализира бизнисот и нели се претвори во материјално добро, заради тоа што на крајот од денот за тоа работиме, или мора да се зголеми бројката, значи да се оди на квантитет, а да изгуби квалитетот да трпи, или да е обратно. Значи тоа нема друг шаблон на бизнис освен тие нели две опции. И сега ги гледаме новите колеги, освен со ковидот многу луѓе почнаа тоа да го работат, супер. Гледам дека и они се трудат да е кейдж фри, да се они слободни, да се добие тој индивидуален третман, зашто нема едно со едно куче исто. Тоа е се супер, меѓутоа пак одат на намалени цени. Веројатно е тоа заради тоа што немаме нели сите на почетокот доволно доверба во себе, дека ова ќе успее, па сами си ја намалуваме вредноста за додека се прославиме. А всушност тоа е многу лоша. Нелојалната конкуренција е точно тоа е најлошата идеја, затоа што после покачување на вредноста е скоро невозможно после тоа. Да, и луѓето си го врзуваат ова крпче. Јас сум имала ситуации, например клиенти доаѓаат за прв пат и сега разговараме тука и кога ќе ми кажам цената, шо, 1000 денари, па ја да префера за 300, точно. Што е многу голем гап од 300 до 1000 денари. Јасно. И тука ние може да разговараме за што ние нудиме, што таму нуделе, каде се нели фундаменталните разлики, зошто се различни цените. Меѓутоа првиот шок е, вау, 700 денари повеќе, а не се мали пари за во Македонија. Јасно. Меѓутоа тоа се постигнува со зголемување на квалитетот и само по себе нели добриот добар се шири и луѓето, например, од почетокот јас кога почнав, тоа беше кафе с кучата таму, децит, нема повеќе од тоа. Сега веќе гледам дека луѓето бараат, прашуваат како, кој е вашиот пристап, може ли да се запознаеме пред да го оставам кучето, и тоа многу ми се допаѓа, затоа што како и за се друго во животот, треба да има хемија меѓу луѓето. Значи ако ние развијаме хемија, низ разговор со кучето, тоа значи дека си ќе биде окей. Затоа што ние веќе имаме база на која што после ќе додаваме работи и вредности. Исто и кучето. Ако на кучето му е пријатно со мене и мене со него, што и да се случи по патот, типот проблем, некој несогласување, сето тоа е решливо. Ама не може да е така апансас. Ајде сега оваа цена ми е поубава, таму кидаме. Има многу повеќе од тоа. Си ја пробала на фора као стил да му кажеш ако имам иста цена со него дали би ме земал, ако рече да, јас би одел со тебе, зашо би одел со мене, со еден ти кажува сите твои предности. Наравно, да. Ради тоа е разликата. Не сум ја пробала таа финта, меѓутоа до сега не сум била, ова ми е лична драга да го споделам, не сум била одбијана за ништо друго освен за цената. Значи само тоа е единствена причина зашто сум била одбијана. Ако ги гледаат услугите, нели позитивните критики од општеството, кој дошол пробал, нема шанси да не бидам одбирана јас за сметка на некој друг. А ќе ја пробам финтала. Каде се наоѓа хотелот? Во Сопиште сме. Така. За тоа што сме упланина оттежнала за луѓето од град што доаѓаат, меѓутоа на кучињата има прекрасна. Точно, за кучињата е многу шетаме, има позиви патеки за истражување, да душкаат, да баш онака потрошат физичка енергија, нови места за истражување и тоа на нив има одлична. Малку каков капацитет имате? У принцип ние одиме, значи ако е се окей со групата, затоа што веруваме во индивидуален третман,
утописки 10 кучиња да се сите социализирани, сите со добри хигиенски навики, добри со луѓе, значи сите онака од листата на pros and cons, сите pros да ги има, 10. Сега не се има случувано, например, агресивна куча и толку е капацитетот, само тоа куча ќе биде. И не повеќе од тоа, заради тоа што тоа едно ќе бара работа како за 10. Така. И е постојано менливо тоа, нема една фиксна бројка, туку варира. Накратко разговаравме, значи вие нудите услуги не само за сместување во хотел, него и бидејќи спомна агресивно куча, значи возможувате и социализација со помош на дресери, значи имате цела екипа, не е типичен пансион или хотел каде што само останува миленичето додека собствениците се некаде службено или како и да е, туку и плюс услуги нудите. Што плюс има освен или престој? Уште сме во фаза на филтрација на податоци и се што пазарот нуди, меѓутоа ми е многу драго да заради тоа што мојата визија многу подалеку од хотелот од услугите е да создадеме една заедница каде што сите информации кои што ни требаат, а реално кучињата имаат многу потреби кои што треба да им бидат задоволени. И сега ние како физички лица да дојдеме да ги филтрираме податоците за кога, например, ти како искра дојдеш и ти треба совет, да има веќе дата база од каде, што ти треба, храна ти треба, грумер ти треба, ветеринар ти треба, се до тоа на едно место. Супер. И до сега имаме долгогодишни соработници кои што баш сите веруваме во таа заедница која што ни е потребна. И функционирате често долгогодишни соработници. Да, и тоа ми е многу драго, затоа што тоа е тоа што на сите им прави некој uplifting, затоа што каде и да заглави едниот, доаѓаат другите, помагаат, нели бустаме дали треба маркетинг, работа, промоција, што и да е. И многу убав, мислам, поентата и смислата е многу убава. И сега во однос на дресурата, ние сами по себе кога ќе дојдат кај нас се фокусираме на тоа да нели поработиме ако има нешто минимално. За повеќе тоа не би можеле да се посветиме ние. Меѓутоа да, имаме дресер со кој што се работуваме, тоа исто сакам да го спомнам за и црната страна на дресурата. И баш случајно разговарав со една другарка со дека го ставиле кутрата во на дресура. Значи едно месец-два зависи колку ќе треба. Да куче да седи таму, помине процес на дресура и после тоа им го врати. Мене лично, ако ме прашувате, само може дресерите ќе ме распнат за ова. Ја не верувам во тој метод. Значи тоа не е јаболко, што ќе го земеме, ќе го излупиме, ќе си речем на, еве готова е сега за тебе. Туку е процес кој што постојано трае, додека се они живи, ние постојано треба да работиме со нив и да го наградуваме нивното, нели, дали во однос на послушност, работа. Ама и дресурата не е само со миленикот, значи и собствениците доаѓаат на дресурата, значи буквално не се дресираат, ама ги учат, значи цаките, правилата за тоа како треба да постапат со животинчата, затоа што мора да се присутни тука, морате авторитети они да го создадат према миленикот. Така да јас се согласувам дека не може да престува миленикот некаде 2 месеца, собственикот да седи дома за тие 2 месеца и само да му се врати миленикот и да му каже седи, стани, браво, тоа не функционира дефинитивно. Имав, мислам, со еден од дресирите од армија, што соработуваме, одам многу зафатен за да можам вака комерцијално да го нудам како услуга. Меѓутоа, он се смеевме, значи треба луѓето да ги издресира, за тие да си го издресираат миленичата. И тоа многу ми се свига како и идеја и всушност начин на живот, дека нас не треба помош за ние да научиме што и да сакаме да постигнеме со кучето, па после ние тоа да го спроведеме затоа што нели сме секој ден со нашите миленици. Ние живееме со тој миленик на крај на денот. И многу се трудев да го изфилтрирам, особено таму, затоа што таму нелојалната конкуренција е страшна. И да кога некој има потреба заради тоа што милениците се едни дома, едни се во хотел, сосема трети се надвор на улица. И јас можам да понудам друг тип на инсайт, што например ти како собственик на миленик нема да го знаеш, затоа што нели не си со нас во хотел. Исто и јас за вашиот живот по дома не би можела да знам. И секогаш кога има потреба ги насочувам луѓето каде е тоа што нели со кого ќе кликнат, како да работат. Меѓутоа ова со оставањето ми е мене уште, јас на пример не би се оставила куче да не го видам 3 месеци. Тоа ми е и да го гледам на 2 недели еднаш. Не ми треба тоа да го имам ако знаеш како пошто спомнавме ковид, за време на ковид многу луѓе земаа миленици затоа што нели немаа што да прават, кога им се вратија секојдневните обврски, милениците веќе не можат да ги чуваат, им станува стрес, дополнителна обврска и почнуваат да ги носат по пансиони
еве ќе кажеме пансиони, кафези, значи не хотели, него типични пансиони. Поради тоа луѓето почнуваат да отвараат пансиони, иако не се сите стручни за тоа. И затоа се направи таа нелојална конкуренција, се тоа што го кажуваш, и тоа оставање по 2-3 месеци или напуштање по улици на миленици. Сега моментално јас мислам дека ги пратиме последиците на тоа се. Немам представа колку долго и како ќе трае. Откако тргнале работите, ќе трае уште многу долго, заради тоа што баш голем бројот на миленици кои што се... И знаеш како мртва трка е тоа? Например, еве активистите нели собираат кучиња, вдомуваат, ги праќаме во странство. Колку се мокни, значи не мокни се за таа бројка. Да. Тоа ми е поентата. Например, имаме наплив на кучиња пратени во Англија и Англија веќе е презаситена нашите кучиња, а ние не сме решили ни 5% од нашиот проблем. Зошто? Заради тоа што ти можеш да спасиш денес 3, што е огромен, значи многу физичка работа е да прибереш ти куча дома и од почеток да правиш се со тоа куча, а за сметка на тоа стотици се исфрлаат секој ден, значи и ако не и јадници. И веќе тука е мртва трка. Точно. Ти се бориш со 10 што ги тргнеш од улица, а на сметка на тоа имаш 1000 и буквално тоа го спомнав со Илија Преска. Значи јас верувам дека сите што сме во индустрија со кучиња, независно дали грумер, дресер, хотел, било што, ние се бушиме во реки и реки од малтезери. Зошто? Заради тоа што тоа е новото помадарство што ни се случува. Мало бело пуфтосто играче. Хипоалергено, добро за деца. Хипоалергено, нели? Да, значи и тоа е to go куч. Што и да мислиш, што и да правиш, взимаш малтезер. И јас смеам, значи мене е единствено куче, не сите години на работа, што има касната е малтезер. Само малтезер. Тоа најверојатно бил балкански малтезер. Да, шалиме за раса балкански малтезер од 9 до 10 килограми тежина и така интересен изглед. И обавезно што добива малтезерско лудило таму на 6-7 година, тоа е баш балкански. Да, апсолутно. И тоа е заради тоа што ретко кој истражува што нели и каква куча по карактер одговара за нашиот начин на живот. Точно. И како ние постоиме, значи ако ние сакаме да лежиме цел ден во кревет и да не мрднеме и освен работа дома да не правиме ништо друго, значи дека ние не може да чуваме малиноа или вуче. Треба малтезер, нормално. Не. Ја мислам дека треба да се стави еден закон од сега, наредните 7, 8, па и 10 нека бидат години, не смее да се продаваат малтезери. Значи доволно имаме. И плюс што луѓе, значи нема тоа план како ќе се размножуваат, туку вика ајде да се осети како мајка. И кога ќе го слушнам тоа, искрено мене ми се подига вака утробата нагоре. Затоа што, и тука исто и вас само го спомнам, кучињата не се способни да емотивно се реализираат во ниедна улога, освен физички. Значи, јас сум имала клиенти што на почетоците не носеле кучки да се породат кај нас. И неколку пати го имам искусено, нели, процесот на пораѓање и грижење за мали кутриња. Се тоа супер и сладко, која е, нели, ќе постирам сликата на интернет, ќе го покажам после, сите кучиња што поминале низ годините, супер. Меѓутоа, многу е интересно како мајката знае дека кучето треба да цица од неа догаѓа 40-45 ден, максимум 50. После тоа они сами ги буквално здавуваат кученцата, па тргни ми се веќе моето е завршено кон тебе. И така свати дека всушност мајките ги гледаат бебињата како обврска. Значи она треба да го прави тоа, осеќа дека се незини, знае дека мора, меѓутоа тоа е со рок на траење. Значи не се они сладки да се нешто се мазат, се прават. Не, физичка чисто инстинктивно, значи да се продолжи видот, родот и така натаму. Се слагам комплетно и за ова морам само да кажам дека ние ветеринарите и колегите ветеринари многу потфрламе во тој момент со клиентот да се оствари доверба за клиентот уште пред да земе миленик да се обрати кај ветеринарот да се консултира за расата на миленикот, или кај дресерите, или кај грумерите, или кај кој да што има некакво искуство и да размисли, да прочепка што него му одговара, тоа што ти го кажа, а не затоа што видов балкански малтезер, сега јас сакам да имам балкански малтезер. И отливачите исто така, пред да го продаде кучето, наједноставно треба да објасне што следува со тоа. И да проценат дали тој собственик може или не може да се грижи за тоа куче.
А сега до тушено було се е достапно. Да, за какво куче ги ти одговарам, меѓутоа мора да има многу поголема баш филтрација на тоа кој се сака да земе куче. Значи јас кога ќе слушнам дека викаат мина ми е за детето, значи тоа дете ќе го сака само кучето, тоа е супер, огромен дел од работата. Меѓутоа тука имаме и физички обврски кои што Врската треба никој да извршува. И сега, ако ти како родител си спремен дека 90% од тоа куче е на тебе, а тие 10 се на кучето да го сака и чат па да го прошета низ мало, окей, земи куче. Меѓутоа, ако ти е само за наслика за нова година, а после детето не ќе да го шета, нормално, дете е, значи не земе куче, земи играчка од џамбо и гледајте дека е бела и сладка. Не е окей, особено со малтезерите, заради тоа што значи добри се за деца, добри се по дома, мали се, брзо се уморуваат. Да, тоа се стои, освен дело дека се добри со деца. Значи ми како раса се реално лути, така нервозни малце, кучиња, и сега тоа им вика, ако ти си како човек импулсивен, не може ти да земеш малтезер. Значи треба да бидеш зен, онака да живееш на Тибет 7 години и да дојдеш и да си онака ништо не те допира веќе и после земе малтезер, затоа што uz твојот карактер и тој малтезер ќе ги смирува малку страстите. А јас на пример сум импулсивен собственик, не би ми лежал малтезер, затоа што во моментот кога он ќе почна џавка, ја ќе почнам да се нервирам и веќе немаме, мислам, добар начин на живот ни јас на малтезерот. А сега тука е баш за наслика. Значи мала бела куча, ќе остане на слика доелка и се е супер. Има и луѓе кои што јас имам клиенти, кои што се прекрасни собственици, имаат прекрасни малтезери, кои што веќе се искулирани, ама сите луѓе се искулирани луѓе. Сите се смирени по карактер. Види, енергијата е многу заразна, каква и да е, и во која да е форма е заразна, така да се тоа си влие. Да, дефинитивно. Спомна дека си имала ситуација со каснување од малтезер. Лузните. Имаш лузни. Друга некоја ситуација со агресивно куче, дали работите со многу агресивни миленици, дали работите со агресивни собственици? Тие ми треба на страна, веќе не можам. Ама имаш искуство и со такви си? Да, се труда, ама некако се заедно на куп, не може човек да пофати во сите сфери. Агресивните кучиња, да, ги примаме, меѓутоа тоа се лични предизвици кои што мене ми се допаѓаат како искуства да ги имам и на тие им оставам најмногу простор пред сезона, надвред сезона, значи некој таков период каде што не е толку турбо, затоа што во сезона каде што сите мои стари клиенти одат на пример сега на Великден, на прослави на 1 мај, не можам да нив ги одбијам за една куча да фаворизирам, да оставам во ризик. Имам еден шарпеј, мислам дека тие му кажува на дека него сака Мила и само мене ме сака, затоа што јас правев на почетокот тип-топ околу него и буквално јас на него му се подчинив, значи таму веќе нема простор за работа, затоа што она е многу стара куча, има 13 години лани, значи година 14 прави. И сега веќе апсолутно да збориме ние за корекции, дресури, затоа што кучата е веќе возрастна, нема поента да го малтретираме. И имам ситуација, нешто праќаше полиција и онака помина само и кога леле кутренце, моментот кога они рекоа кутренце и почнаа да ми се доближуваат, значи Арчи веќе почнаа онака да копа уместо залет зимаше и да се нервира и да грми од држање. И онака не, трми се, не е кутренце, го гледаш дека е огромен. Јасно. И ништо не се случи, фала Богу. Ама он, например, сега ако се силно настроен кон мене, нема шансата да му се доближиш. Така. Ние сме тим и тоа е тоа. И на почетокот ми беше малце језива, затоа што е голема куча, всушност кога почна да доаѓа кај нас, дознам дека е полуслеп и полуглув. И сега мене ме гледа како се воета, и ја треба да му ставам поводник на него и клекната сум. И само го барам поводникот, а постојат си има травми и чистење уши. И него секој допир околу врат глава, му е готова, ветеринар уши. И не ми дава да го ставам поводникот. И он почина, онака само ми се доближува, ржи. И ако станам и нагло се тргнам, ќе го извадам од памет, ќе ме фати за нога. А ако не станам, шоко ме фати за фаца. И со него беше онака и јас работев на себе, затоа што нели него си ќе нашиот страв. Ја реално се плашам, стварно ми расте една топка вака од страв и морав да го надминам тоа со него, затоа што мојот страв додава кај него анксиозност и тоа е веќе зачаран круг. И успешно постигнав, мислам, веќе 2-3 години доаѓа он кај нас. Јас сепак нели пазам нешто со него, ама сега сме веќе најдобри другари.
Така. Нема Дали доказување. хотелиерството за кучиња има некоја дефиниција, законска рамка, нешто, дали постои стандардна занимање или Нема, има, не знам која беше шифрата, меѓутоа вика услуги не споменати никаде претходно. И по тоа може се реално да се стави во таа област, меѓутоа како назив или професија немаме нешто такво регулирано. Би сакала да, планирам да вложам напори за да бидеме признаани и да имаме некоја си регулатива по која што ќе работиме. Се надам дека еден ден набрзо ќе се случи тоа, затоа што по дефолт ако тоа го добиеме, многу од нелојалната конкуренција ќе, нели, се елиминира заради тоа што Треба да се исполнат одредени услови. да, и ќе сака да се некакви- легализира, па Да, и генерално е тоа што ретко кој одлучува да формализира фирма, а се бави нели со нешто вакво, затоа што сега економија е доволно добра за нашите пазари и на тој начин всушност они може и да одат со намалени цени заради тоа што нели ги немаат стандардните давачки. Точно. И тоа многу помага, меѓутоа има и на пример еве црната страна на хотелиерството, на сега пред скоро, мислам пред неколку месеци, имаше откриена една жена која што чувала кучиња и им давала диазепам секој ден. И са тоа е, например, не смее да се случи. Значи, Нелегално. никако не смее. Тоа се коси со благосостојано животно. Едно животно да пројави алергија на тој диазепам или у прекомерна доза да се предозира од диазепамот, што е секојдневно давање, значи го губиме миленикот. Точно. Нема како да го вратиме ние времето назад па да спречиме. Така е, тој проблем го имате и да, вие видите помирате. има Да. активно тоа со Да. тој диазепам, не знам. Да, опивка. Да. Мене други клиенти ми викаат, не ме вика, а се кучело лошо, го гледам како се напаѓа, викам како, а шишално, како? А па вика на гумер опивка една му даваат и Да. све го средуваат. Викам, бе, нашата не сме. Чудо. Да, ама лоше, како поминува, да, ама тоа ти е садација, значи Да. ти мора да го направи тоа ветеринар, Точно. за ако нешто Под се надзор. случи, одма да може да изреагира. Предоперативен протокол, А па што се вика знае нас- зашто се користи, Да, како се нас користи. така ми кажа, може знаеш како лошо ни е Приза за кучето. кучиња. Да. Да, ама тука више собствениците, значи треба да бидат дечкото дарено малце да ги едуцира прво. Не е слободен. Треба во војска, е. Многу ми е жал, затоа што стварно многу квалитетен човек и Така. е компјутер за куќиња. Да се Стварно- на чета неодговорни Да. собственици и одеднаш да ги А и она така ми се свива. Да, и го барав, минатата година го барав за една наша клиентка која што беа војни луѓето да работат со неа. И вика, важи, ај ќе те барам крај на 2024-та. Па добро е за некој месец. Како сега, 8 месеци. греш се ми треба сија. Немам ништо слободно до тогаш, значи крај на 2024-та година, Да. цела година. Јасно. И за жал многу ми е криво затоа што е еден, стварно многу се потрудив да барам да тоа на пример оставање на куќа во хотел, мислам во хотел зборам кај него на дресура, мене ми е непоимливо. Значи пак ќе кажам, ако ја можам да го дадам куќето 3 месеци да не го видам, аз сме тука. Значи Да. друга е да одиш на пат, друга е да не знам, проект имаш, па мораш да го оставиш 3 месеци, меѓутоа не си го држава, нели? Тоа е тоа, сега треба да работиме со тие околности што ги имаме. Ама ти да си во градов и куќево да ти е на, не знам, 100 км, 50, зависи каде, и да сте си тука во државава, а ти само сакаш готов продукт, јас не би взимала куќа ако е за така. Ако Да. можам да си седам со него во исти град и да не го гледам, тоа што ми треба. Да, најверојатно не ти ни треба миленик. Како можеш да преживееш без него, зборам да ти е тука Јасно. некој да го работи друг. И тоа што ми е, например, ако го размислиме од рационална перспектива, како после тоа куќа ќе биде окей со нас, односно ќе постигнеме еве да не влече на поводник, тоа е најчесто нешто што бараат луѓе, ако не го влече дресерот. Значи нас пак ќе навлече после тоа. Затоа кажа, значи дресурата е за собствениците, не е само за милениците. Да, и треба ние да учиме тука. Например, сад со дресерот што соработуваме, он работи во парк, и сега ти, например, со твоето куќа доаѓаш и он ти покажува, например, не знам, како ќе одите на поводник, например, и ти вика, сега ти, и сега ти Да. одиш со куќава на поводник и он ти вика, не, тука сгреши, врати се, почни пак, ова, не, направи го друг, некако на друг Да, начин. сите добри светски Да. професори работат со човекот Да. и на човекот, а не на куќата. И постојано он тебе да коригира, за Да, ти со правилно да секој насочиш проблем, куќата. со И тоа е за мене најдобро нешто, затоа што ти го гледаш секој ден,
Можеш да работиш по 15 минути 3 пати у денот, 5 пати у денот и тоа е се што треба, зашто за да биде успешна дресурата мора повторување. Не, Така. повторувањето е мајка на знаењето, не може без тоа и што кучињата немаат таков коефициент на интелигенција да ние еднаш им покажеме нешто и они веќе од тука го памтат до крајот на животот. Дури ни ние луѓето не сме такви, мора да повторуваш цело време, а не па они. И некако тоа ми е многу бесмислено и многу се трудам да најдам некој кој што ќе работи со луѓето, а не паушално остави го кај мене у хотел, он ќе доаѓа, ќе го поработиме 3 пати неделно и скучава ќе скапае у хотел. Не е тоа поентата, зашто пак на крајот од денот ќе кажам, тебе пак ќе те влече. Да. Ти не знаеш командата како они Така. постигнале, да он ќе му рече стоп, да застане стварно. Не го знаеш процесот, го знаеш само крајот, еве ти рече му стоп. И ти врска немаш со енергијата на куќата, како работела. Јасно. Спомна дека сега почнува сезоната за вас. Што значи тоа? Ова значи ранен букинзи Така. и рано одење на одмор од мај до негде крај на септември е турба. После тоа октомври, ноември се така по смирани периоди да речам, каде што е некоја службено патување, некој така исто викенд на најдено одлучен. И после втората сезона во годината, нова година, Така. и тие божикните празници, бадни, поголеми, значи јануари. После тоа од февруари, пак март прилика е пак некој таков затишен период и пак почнеме со сезона и така ми бубање. Како тебе те ограничува тоа? Кога ти одиш на одмор? Ние одиме септември, крај на септември Така. најчесто. И тогаш пак има интерес, пак има луѓе и јас првата година се трудев, ќе се договориме и ја викам не, тој период има луѓе. Ај, недела после тоа. Добра. И пак. Не, има пак луѓе. Ај, следа недела. И тука ми ле присеча као не, ако не отидеме некогаш, секогаш ќе има луѓе, нема да отидеме на одмор, значи мора да е некои луѓе се одбиени. Така. Меѓутоа на тие се стални клиенти, секогаш ја и мојот одмор им го најавувам, за они да не планираат ништо во тој период, за да не е случајно да се разминеме, пошто многу ми е криво кога сега сум јала куќата 4 години, што сум сме растеле заедно од почетоците до денес и да ги одбијам и така не ми дава дишава. И до сега успешно функционира тој метод на идеја. Така, значи сепак од некои работи мора да се откажеш за овој тип на бизнес. Да. Колку е профитабилен? Може ли да се живее од него? Со цените кои што сега ги постигнуваме, односно веќе поставивме база за тоа и веќе работиме по тој принцип. Да, може. Така. Меѓутоа е буквално гинење за таа кариера. Значи нема тајмов, нема ден да се болам, јас сум работев со ковид. Јасно. Немаше тука исклучаци од типот мене нешто ми е или денес не ми е денот, нема такво нешто. Можеш ли да работиш нешто друго и плюс да имаш хотел за миленици? Ако е некоја флексибилна ремоут работа од дома, да, може да се прави тоа, ама тоа е пак, што знаеш, тука си го трка со времето, да си да ги средиш, сите потреби да им ги исполниш, на крајот да ги галиш, да се сакани, да им е убаво. Така. Тоа го ограничува времето, например, за сама себе што го имам. А плюс уште една работа е многу макотрпна. И се тоа е на кој како му одговара, типот каде сакаш да трошиш енергијата, дали ќе се вложуваш во твојот бизнес и тоа ќе расте, или ќе се поделиш на пола и ќе ги буткаш двете некако. И јас го правев тоа. Меѓутоа во еден момент сватив дека да, есенцијално би сакала енергијата да ја вложувам во мојот бизнес и тоа да расте. Напротив, нели, сам на страна да е за некој друг. Меѓутоа е возможно, да, може да се прават двете, ама пак тоа доаѓа најмногу од тоа што тие ниски цени не плаќаат сметки и е далеко дека може да живее некој лагодно. Не може. Или е 200 буксови на тројца луѓе и цени да ги ставаш. И нормално лоша услуга во Да. тој случај, затоа што е невозможно да е добра услуга. Да, и цените се енормно ниски или одиш на мала бројка, повисоки цени, по нели квалитетна услуга и задоволни клиенти и кучиња и веќе тука се разграничува едното со другото. Меѓутоа па има и да луѓе кои што си ги воспитуваат кучињата од многу мали да живеат во бокс. Зборам, ти одиш на работа, кучето ти е во бокс. Да, тоа стана актуелно сега во последно време, особено. Да. И по пет шоповите се продаваат тие кафези, нели, Да, папи боксови и оградици. Оградици, да.
Тоа американците го почнаа, Да, најмногу, да. они се крейт тренинг. Бетовен, не знам дали памтите, имаше Бетовен филмот, го имате гледано? Да. Имаше нели баш таква оградичка за кутринјата која ги крија во подрум, Да. децата кои ги земаа, значи од кога, а кај нас нормално касно. Да, 50-ти да. години. Али Они, стина. гледам дека, например, сите, веќе си исклучок, взимаш папи, тоа папи е крейт тренинг, значи Да. нема јадење по дома, некои такви зафрканци кабли ќе ти изаде или нешто, не, во бокс пуштаме само кога има човек, нели Така. да е под надзор. За тие кучиња, например, затоа што Америка ги гледа хотелите и таму и на Балканов и сегда, кога нели јас го формирав што мене ми одговара каков бизнес јас сакам да започнам, таму се исклучила со таков механизам. Значи исклучила со боксови и само што нивната услуга е преку телефон и гледав дека е од прилика некои од 50 до 80 долари од ден за едно до две кучиња, значи зависи каков хотел сакаш и услуга и какво ти е куќата. Колку си нели спремен да потрошиш на тоа куќа, меѓутоа тоа е многу пари. Јасно. Ама ќе ни функционира заради тоа што нивните куќиња се така растени и дома. И са тоа куќа кога ти од дома во бокс ќе го однесеш во туг бокс, потребно е само луѓето да го сакаат и да му помогнат да го преброди тој период на раздалување од сопственикот и веќе е се окей, ќе се социализира, ќе игра, се тоа супер. Меѓутоа ние немаме таков менталитет на воспитување, ретко кои. И тоа кога ќе ме прашаат луѓе како ти нели си против боксови? Не сум против боксови, туку сум понасочена кон правилна употреба на боксот. Значи јас сметам дека за папи е многу подобро да расте во бокс, односно да не е оставено само без надзор, затоа што, например, може да се случи утре да изеде мастики. Чи може да изеде било што. Се, ама мастикиве се нешто што не ти е на памет да ги тргнеш. Не ги тргнеш стакло, ќе тргнеш кабел, мастиките нема да ги тргнеме, а мастиките имаат токсична супстанца во нив што нели може да умре од тоа ако не го се испере од нашегудникот. И тоа се кога ќе го видиш домот од аспект на мало куце што би јадело, све. Нема нешто што нема да се тргне. Може од дрва да изеде од мебел, од шкаф и да направи дупка у желудник. Точно. И тоа е, например, добар начин затоа што учиш куќата на независност, на трпение, на чекање, се билда со самодоверба, се гради се safe заштитуваш place. од друга страна. И тоа исто. Се од тука хотелите со боксови не се лоши, единствено ако не се злоупотребуваат, пошто клиентка што имаме, она, например, сакаше мене да ми изеде и она поише кликна со Мила, мене 3 дена не ме пушташе соба да влезам. И баш онака се исплашив, затоа што е голема куќа која што реално може да повреди. И што со неја се случило така што на 5 дена била оставена во бокс. Значи не ја извадиле. Таму вршала физиолошки потреби, таму јадела, таму спиела, од надвор са ми го пирале со црево. И нормално, замисли, нас да не затворат во оваа соба 5 дена, ќе полудиш, а не па куќа која што не размислува дека они ќе се вратат, ќе ја земат, она тоа не го знае. И, например, со неја и беше, затоа што јас всушност ја преземав која собствениците ја оставија, и она веројатно ја врзува таа травма со моето презимање, кога ти ме двоиш од моите луѓе, а ми дека пошто дојде како во втора постава луѓе и со него беа многу полесно да ми кликна, отколку со мене. И со неја баш требаше многу трпение, за да она се поврзи со мене и да свати дека јас не сум пречка. Тоа со храна постигнахме секогаш, ултимейт трик за кучиња. Ама беше 3 дена работа во неизвестност, они стигнале веќе на пат, може би треба да се враќаат, може не. Ние не знаеме како ќе тече ова и беше зезнато. Се постигнаа резултати, меѓутоа кај неја таа травма потекнува од злоупотреба на боксовите. Така. Види некои што ги потсеќаат и на посета на ветеринар, после одредени зафати. Значи тука е таа психологија на кучињата која што исто треба да се работи. Многу опфатен е вашиот бизнес. Не е туку така како повеќето луѓе што го почнуваат, ќе отворам пансионче, нели, ќе станам, не знам, ќе имам половина час или не знам колку и да е. Не, значи треба да си посветен на тоа си. Нормално за да го развиеш, да биде да се постигне таа. И кучињата се захтевни животни, значи тоа мора да го потенцираме. Голема уврска. Вода од лутница. Да. Протокол хигиена. Знам, тоа беше на кај вас. Да, и тоа исто. Има процедури. Операциона сала, а идеме на дезинтала. Диспарирате да страни. Буквално. Ама стварно да си има, ама реално сосема оправдано и... Да. И тоа е тоа што докажува дека
што ја правиш, мислам, сите напори што ги правиш од една страна, мора да се осетат од друга страна, затоа што губиш време, губиш и тоа нормално е тоа. Тој квалитет мора да се наплати, затоа што иначе нема логика никаква. Се намалува ефективноста. Тоа го велам јас на моите клиенти. Јас можам да ги намалам цените на упола и да се најдам друга работа. Ма тоа значи дека јас 8 сати не можам да бидам со нивните кучи. Значи јас 8 сати морам да правам нешто друго. Затоа што нели на крајот денот никој не е изоставен од делот на режиски трошаци, на колку е скап животот и се до тоа. И за тоа би значило дека оние 8 сати ќе бидат без надзор по боксови, за да бидат безбедни сите, и ја ќе правам нешто друго. А луѓето што доаѓаат кај мене за мојата услуга се луѓе кои што сакаат 24 часовен надзор. И тоа они го добиваат, меѓутоа за повисока цена. Јасно. Заради тоа што јас немам друга работа што Точно, меѓутоа затоа великото е во хотел, а не во пансион. Да. Тоа затоа го спомнав дека така се изоставува тој дел на пренатрупаност. И тоа е всушност мојата идеја за и понатака нели се што планираме да правиме, да се избегне пренатрупаноста, затоа што секогаш во хотел страдаат повлечените кучиња. Значи тие што се весели, пргави, тврдоглави можеби, тие што се онака хипер кога ќе ги видиш. Малтезер. Да, они не страдаат, заради тоа што он и да бидат стварно меѓу 200 кучиња. Були со нешто. Да, баш, скроз. Значи, нашите кучиња се исто каснави малтезери и онака се они експлоатирани, као ради мојот бизнес трпат. Они, например, ќе се снајдат, затоа што оно и да биде меѓу 200 кучиња, ќе лае доволно долго и некој ќе дојде, ќе му ги не знам, ќе му ги даде тие потреби што него му треба. Додека пак другите кучиња, другата група што се поисплашени и повлечени, они секогаш трпат во такви пренатрупани хотели, затоа што не е куче кој што ќе се побара, ќе изнудува од тебе, ќе те буцка како галима, него ќе се тргне во ќош, ќе се изолира и уште толку ќе му се додава на таа траума. И нема да побараат они. И тие се кучињата што всушност најмногу треба да се сведат во хотел. Знаеш како и кај децата, тоа што е најповлечено и тоа што се да го тапшаат и супер тебе ти оди, таму е ризикот кај што треба да видиш што е работава, како му е менталното здравје, и па исто и кај кучињата. Точно. Дали работите со мачиња? Да, меѓутоа поретко, некако така се формираше бизнисот сам по себе и у принцип сега сватив дека можам да примам една мача во период, значи не повеќе истовремено, за да се биде тоа само со мене, а не во групница мачки или како и да се вика групација на мачките. И него се фокусирав само на тоа, зашто често знаам да се поклопи, да имаме например куче која што е cat killer и не би сакала да се дозволам да во една куќа го имам и едното и другото. Затоа што пак мачките се како ликвид, ги може да се протне, да се случи нешто и ако некоја се поклопало, например, за некоја куча да не сум сигурна или не знам како ќе изреагира со мачка, барем да има 2, 3, 4 врати измеѓу мачето и кучето. Јасно. Ама ако треба да бирам, би вака со едно маче во група и со куче која што ги прашувам како е со мачки, како нели баш онака тие што дека долго работиме знаат дека првиот иницијален разговор ми трае саат типа беше онака сеанса. Јас еднаш што среднав у кафич, ти се седеше со собственици што ќе остават и баш како интервју беше си прашал, па го зима кучето, го шета малце, сам ти го зимаш, шеташ, прави. Да, многу интересно. Сам стварно тема. Помага за да видиме дали се на иста страна у тоа кој што бара. Значи дали ти како собственик што бараш, кучето што бара и јас што можам да понудам, дали нели ќе направиме меч на таа услуга, затоа што поентата е тоа што нас најмногу ни се исплати го зборам за сите хотели е клиентите да не бидат задоволни и кучињата не бидат среќни мачки кога те чуваме. Зашто тоа е најдобрата реклама. Значи ако ти си задоволна, ти ќе кажеш на сите твои пријатели кога те прашаат каде, што ќе спомнеш, нели бе вамо задоволна сум. Значи нас најмногу ни оди во прилог да тоа куче биде во добра и ментална и физичка состојба. Тоа е најдобрата реклама. Да. Сите што имаат кучиња се зборат меѓу себе, кај одиш ти, какво ти е искуството, значи ако на некого не му се исплати да тргне работата на лошо, тоа е на ние кои што водиме ваков тип на бизнис. И сега, мене тоа што ми помага и така и сакам да биде, заради тоа сега со вештачкава интелигенција, нели се онака се заменува, се тера на тоа дека ние луѓето не сме потребни, а во ваков тип на бизнис и како тоа што менја, значи човечкиот пристап и тоа што не знаат дека мој бизнисот, нели јас сум управител, ја правам се друго и јас ќе им го чувам кучето и они кога ќе ме видат мене,
нели веќе прилика ти осеќаш кој каков е, дали има простор за дискусија за нели и се надалje. И многу е полесно и тоа го прави тој персонализиран третман со што го имаме и со кучињата и со клиентите. И искрено, кога треба да зборам за успех, тоа е најголемиот, мислам, тоа најмногу допринесе до успевање. Значи, апсолутно мора да си многу посветен, да жртвуваш многу работи, како што кажавме, годишни одмори, слободно време, што е да е факултет, предпоставувам дека овој бизнес е една од причините зашто е една од причините или не зашто се реши да го стопираш или откажеш факултетот? Па меѓу другото да, беше дел. Причина е тоа што веројатно негде по патот со кучињава, зашто тоа е нешто што ја го правам цел живот. Значи, буквално мајка ми и татко ми имаат фаќано како прибирам мачиња од улица, ги кријам во фиока додека они искочат за на работа, па ги вадам, па ги средувам, па ги пробувам онака да ги бутнам кај некој комши, чувај мача, сакаш ли мача или кутра. Да, и онака кучиња, мајка ми има наловено, например, кучиња у кути и ги чекам дека они искочат или нешто не се дома, за ја да ги спастрам тие кучиња и пак да ги дадам на некој као да ја го сближиме. И имав еден долги години го правев тоа, ги чекам да отидам на работа, ги прибирав сите оддолу, ги бањав, ги средував, ги ранев, ги сушев, ги пустав и ги враќав после пак и секој ден имавме ритуали. И тоа е нешто што цел живот се провлекува кај мене. Значи не, тоа не може да видам мача на улица да го оставам. Да го оставиш. Или цицалчиња, нешто готова. Значи ми случувано, не знам, на факултет полагам испит и ја одговарам, онлайн се повидат и под биро ранам цицалча. И тоа трае. И некако кога гледав, си ја сакав јас медицината и ништо ја сакам, ништо се читам, меѓутоа ако кога гледав што сум јас, најмногу од мојот идентитет и најдолго се е животни. Така. Нешто што секогаш се провлекувало. Не размисли да запишеш ветеринарен факултет? Меѓутоа нашата прекрасна администрација и бюрократски процеси вели дека е полесно да отидеме на НАСА, да се качиме на месечината со НАСА, отколку да направиме трансфер од еден факултет на друг. И многу беше тежок процесот, со просветни работници, со истражување, па може, па не може, и неколку предмети што се исти буквално. Исти се точно. Првата година е многу слична реално општи предмети. Биохимија не ми признаа и многу се разочарам заради биохимијата, зашто не ја сакав многу и на медицински. А требаше втор пат да... Втор пат. Ја еднаш ја положив тоа и маки. И сега втор пат и некако тука си реков болја не, затоа што пак и тука би трпал хотелот или ќе треба да вработам некој друг. Што е многу тешко, затоа што исто е процес на многу долг период на градење доварба со тој човек кој што ќе работи со нив. Затоа што те представува тебе на крај. Да. И на крајот денот што да се случи, тоа враќа кон мене, затоа што нели јас сум лицето на бизнисот, јас правам и разговори со нив и сум со кучињата, сега ако дојде некој друг е малку проблематично. И така сватив дека ако јас гледам 8 сати на предавање секој ден, а немаат они исто опција за вонредно. Да. И така некако си реков, не сега, може би понатака, сега ми е мене желба, зашто и кога гледав и од медицина и од ветерина, хирургија најмногу ме влечела секогаш. И кога дета се сеќавам на ветеринари и им викав, може да зиркам само ти таму сечи прави, да гледам само што правите. Так. И цело време така и порасна, одев кај малку од ветеринари, ми се пикав у сала и викав, дај да видам како се вика, што се прави со ова. Многу ми било интересно. Ама ете, за жал некако бюрократскиот систем на работите и моето време и работа не може да се интегрира едно друго. Така. Ама некогаш може. Дали си член на некоја од здруженијава за заштита на живот? Не. Не, така. Си остана да бидам активист поединец. Јасно. И да живееш во мир. Да, најмногу тоа. Апсолутно. Што мислиш за стерилизацијата? Општо кастрација, стерилизација на домашни миленици. Сега во процедура е нов закон, сигурно се слушнала, запознаена се можеби, нели за да се спречи да се намали бројот на улични животни, да се наложи задолжителна стерилизација или кастрација на милениците, освен на регистрирани одгледувачи. Да, скроз го поддржувам тоа. Ако нешто фали у државава е некоја таква регулација, каде што баш нема да можеш ти да се уклучиш на група и да се пишеш дечки
бараме девојка за мој холдезер, За мојот ајде, фотопан. да, Толби. за бабеца, За толби. да. Ние сме од Лубав Прилеп, ќе се најдеме на пола пат. И да, и ти одиш или некои Тиндер. калоспевања, убавецот мој, роки, Тоа е па да за го бараме, споиме. девојче за мојот лепотан. Да, со некоја друга убавица, значи се тоа супер, мислам, може да се над книги да пишуваат, ништо Да. против тоа, меѓутоа тоа како е опфатено со закон? Не е. Не, никако. Не си регистриран, не плакаш Точно, данок, не, точно. не води некој ветеринар колку кучиња ти се родија, што се случи, во какви услови растат, не. Сидиш ти дома, викаш, абе, подромот добар, слободен ние, може там ќе ставиме една котилица, ајде, нека иде. Кебенц. Да, значи многу поддржувам тој закон, особено заради тоа што моето лично мислење и моите сите се стерилизирани и кастрирани е дека им го продолжува животот. И се сеќавам загарот кога го носевме Жане на кастрација, мислам кога одлучувавме. Јас морам да признаам дека иако претходно мал милион без да не сум однала на стерилизација и кастрација и сум била дел од процесот, за него некако душава ми беше собрана вака во грло. И ми беше, знаеш, си го поставив тоа прашање што и други луѓе као викаат кои сме ние да одлучуваме за нив и да им ускратуваме право кое што има дадено од природата. И тоа што нека прв пат силно се соочив со тоа, зашто го гледам и трчам или го сакам, но ми од улица земен. И сега некако се поминавме заедно и сега јас треба да бидам супериорна врз него и да одлучам нешто за неговата природа. И се многу ми беше тешко и зборував со еден ветеринар кој што веќе не е во пракса, меѓутоа ми е емотивна и морална поддршка и во бизнисот и приватно и за моите кучиња. И он ми рече, дали имаш намера да го париш? Моето мислење за лоџито в Македонија е, ако тука е дното, не се овде. Че го превишуваат вака 7 слоја надоле. И ако... Значи, да те тат голубарите. Има голубари да ги има Да, и исто тоа тука, малку и за верно? голубарите. Преминуваме на лоџите. Лоџите, тие сам мирани. Дека е тоа спорт. Чекам некој име, јавно кажам, значи многу би сакала да ми се објасни спортскиот дел од приказната, како е тоа спорт кога другата страна не е известена, дека се бега, дека Чест могу да, нема да ми поима. И сега тука се случува една огромна експлоатација на кучиња преку нели тој спорт. Да. Каде што они во било кое село и да отидеме, да видиме, значи пијат буквално вода од тенџередно со вака 7 слоја алги, што тоа не е никад исперана или боже сачува измиена вода, смената. И се врзани на едно тенко, онакво синџирче од пола метра толку. И кучава онака парадира, лева десно, лева десно, лева десно, нон-стоп. И они се онака под набој, за да ти кога ќе го пуштиш, нели он биде продуктивен во тој спорт. И тоа не ми се свиѓаше. И сега ветеринарот ми вика, планираш ли да го париш? Викам, не, сам го вчера пари, воопшто, затоа што тоа значи дека јас ќе им помогнам да има душа 7, 10, 11 нови кучиња кои што утре исто така ќе живеат. И па боже сачува да биде со некоја улична кучка, као ај само како да се осети. Тоа не да беше предвид. И он ми рече многу добар пример ми каже, тој им го кажа на сите клиенти кои што се соочуваат со таква етичка битка внатре во себе. Значи кај нив нагонот е потреба. Тоа е како потребава за вода, нели? Жет. Да. И сега ми вика, замисли дека кучата или тиеве, но е полесно кога ќе го ставиме во, нели, кај човечка ситуација да се случи, и вика треба да се пие многу вода и имаш вода пред тебе и сакаш да ја испиеш, ти треба, и некој посупериорно од тебе ти вика не можеш да пиеш вода сега. Истото е кај нив со нивниот нагон. Значи они не е дека само во февруари имаат нагон, они имаат цело време. Мириса куска. Особено на жијаци. Да, во циклус на километри и километри далечина, он осеќа дека близина има, односно близина, нивна близина, има женка која што е во циклус. И они страдаат, значи си има случајно да не јадат, знаеш, да не пијат. Буквално пати кучето. И тоа е исто како кога ќе му се пие вода, да му речеш не може да пиеш вода сега. Ќе пиеш Да, скоро сме логично, имам многу клиенти исто да го кажуваат, вика, абе еднаш као, викам, Да. зашто не? За еднаш ко не еднаш. Да. Ама баш е не еднаш, стварно ништо не му мене во животот. Значи, постојат само неколку животински видови кои што можат да осетат сексуално задоволство. Тоа еднаш го дискутиравме или уште на почетокот. Кучињата не се Не се еднакви.
Значи не се едно. Чувајте делфини. Да. Ако се Ако сакате, можете делфини да се чувате. Замисли. Многу е тежок тој емотивен момент, ама од друга страна се враќаме ние од многу одамна одиме против природата на кучињата. Да, и тоа исто. Самиот факт на Дека доместицирање. спијат на кревет, Да. дека живеат во домашни услови. Да. Па и во двор, да кажеме, дека се ограничени, дека имаат пристап до храна константно, нема потреба да Да. барат храна. Значи ние многу одамна сме Да. контра на нивната Ја природа. земаме природата што Така да ова е само еден многу мал сегмент за кој што реално не постои причина да се размислува од како веќе сме направиле Да. спијат со нас на кревет Да. и сега ќе размислуваме дали да се парат или не, кои сме ние за тоа. Апсолутно. Јас се не. соочив со тоа затоа што некако ми беше дали стварно е моја работа јас да го одлучам тоа. Меѓутоа, гледајќи од другата перспектива на здравствена состојба, Да. значи стварно има многу голем, затоа што ова не е само да тоа ние како ги чуваме. Кога ја земаш нели кучишката храна, кибелот, кој што е многу процесирана храна, Да, со да, да. додатоци, со конзерванси, колку се они сменати и скратен животниот век на кучињата заради тоа како се хранат. И колку нови болести се И појавуваат тоа, во нив. и колку мутираат болестите, Да. и кога ќе собереме сето тоа, значи нив по дефолт животниот век има ограничен и скратен. И сега ако можат да додадеме на тоа да некоја година плюс големиме со стерилизација и кастрација, апсолутно да. Затоа што многу е полесно ти да го ставиш кучето под анестезија на 2 години, 3 години, па и 4-5, отколку да се појават тумори на 10 и после тоа леле дали ќе издржи кучава. Да. Има ризици апсолутно. Исто како човек од 15 години и Нормално. од 60. Видите, тоа е секогаш ризик, да, многу поголем тогаш, ама секогаш постои Да. ризик да се случи нешто, ама ризикот е реално мал. Да. Сепак, Сега особено кога се имаме помлади животни. здраво срце, Точно. витално куче, силно, значи трчано, нели со задоволени други потреби што на тоа куче му се потребни, има, да не речеме 99% шанса дека тоа куче ќе се стане и се опорави нормално од кастрацијата, а и плюс луѓето на пример мажевци што чуваат, они се најпотресени за кастрацијата, Да. реално кастрацијата е basic операција што постои, Да. значи ништо не правиш, да речем, ајде женките зезнато отвараш абдомен, легаш Така е. напред, врзуваш, сечеш, кај мажјаците ништо, гола вода. И Тоа е по-лесно. емотивниот момент. Имаат проблем луѓето со емотивниот момент дека му скратуваат, особено Да. кај мажјаците. А не сваќаат дека мажјаците општо во сите животински видови се тука само за да ги оплодуваат жени. Да. Нив им е тоа главно, значи за да го продолжат својот вид и род мора да ги оплодуваат женките. И сега ми избега суртукот, не знам, па Рокиве од прилет. да, буквално. Избега отиде по женка, па го земав, го измлатив или не знам што, ало, сам извинете се илјачи што е, значи ве молам да се едуцираме сите. И јас стално кажувам, значи за сите нас тука што сме, многу е важно да се едуцираат собствениците. Во секој поглед за чување на миленик, нели да го дигнеме тоа на некој ниво, дека ако окей сме се одлучиле дека ние одиме против природата и тоа не се веќе животни, туку се домашни животни со патници и миленици и да стигнеме до некој ниво, дека тие мора да се носат редовно на грумер, дека треба да бидат оставени затоа што нормално на секој му се случува одреден период да не може да посвети на миленикот во нормални услови, во нормални хотели за миленици, редовно да го носат на ветеринарни прегледи, завршува времето на фрли лепче и на тие тенџерињата со алги што ги кажаш. Да, Полека, куче. едноставно се наложува тоа да заврши тоа време. Да. И тоа е тоа што ни треба, извините прекинат. Нема Одговорно граници. собствеништво. Во сите, значи не само не смееш да го пушташ кучава да иде да пари околни женки, туку во секоја смисла на зборот одговорно собствеништво. И затоа и се трудам да направиме тоа што го зборам со таа филтрација на информации, што е легитимно, што не е, затоа што од друга страна разбирам и ја некогаш кога ќе седнам да прочитам нешто и Google ми дава онака во 30 секунди 200.000 резултати и се седам читам и во еден момент сум као леле што ова е точно. Да. Зашто еден наш како имаше еден период за здрава исхрана, вика ја да те цавеле овес и после Киноа. да, не е здрав овесот, се умира од овес. Ја да те лимонот цавеле со вода топла, не, тоа дебеле е повеќе. Да. И онака си како каде е границата и стварно што е точно што не е. Многу се случува тоа со кучињата, затоа што се останати тие стари бридери, да речеме, од Да. времето. Ајде, куче, баш роки. Да. И ништо нема, пушти го роки, нека пари све по патот. Значи и многу такви имам по Скопје, што не се ни стари луѓе, да речеш, туку се млади, се неедуцирани. И
оставаат бебиња нели на сите страни. Меѓутоа, тешко е и затоа сакам да направиме една заедница каде што тебе, не знам, например ти треба добар грумер и седнуваш и гледаш по квалификации кој највише тебе ти одговара, затоа што па и тоа добро и најдобро има нели палета на вкусови, што со тебе резонира куќата, значи има повеќе ставки тука од добро и лошо. Ама да, убаво би било лошото да го тргнеме на страна веќе, значи тоа е баш надвор веќе од модата. Кога ние се соочуваме со куќиња кои што не спијат на кревет, зборуваме за квалитетот на хотел, за неставање седација на груминг, значи треба да отидеме малку понагоре на квалитетот и одговорна собственост. Јасно. И чување миленик е луксуз, значи тоа е една најкратко кажано, чување миленик во моментов е луксуз. Ако не можеш тој луксуз да го возможиш, значи веќе си во таа бекенд група која што не може да исплива и веќе не важат тие мислења, ставови. Може би... Ја правев калкулации, се заебавав така, стигнав до 15.000 евра по куќа. Значи за животен век. За животниот век на куќата. Да, независно дали си го вдомил или си го купил до 700 евра, да кажеме, не ти менја нешто. Ставката ти е прилика една кутија цигари на ден. Зборам, тука ти влегува буквално све. Хотел, до грумер, до храната е најголемата ставка. Јас стигнав до тоа, 150 денари од прилика ти доаѓа на ден куќата дека течем и на животен век 12-15 години си од прилика на некои добри 15.000 евра. Што на времето беше гарсонјера и јас се смеев дека се шетам со две гарсонјери, али сега уште не се шетам, мислам, пак се две куќиња, ама пола гарсонјера. Да, пола гарсонјера. Зашава најстарата има 15 години, значи ќе го надмине животниот век и ќе почна гарсонјера и пол. Пола. Да, баш. Инвестиција. Караванчи. Да. Да, и луксус е точно и тоа не треба да се потцена, зашто ако сакаш правилно да го чуваш, треба да ги прифатиш и сите тие трошоци што ќе ги имаш околу него. Или не го зима е наједноставно и тоа е тоа. Постои таа опција многу едноставна. Не мора да се земе миленик, ако не може да се чува. Да. И тоа има малце некогаш и може и ние што сме во бизнисот, индустријата, некогаш со нашите растежувања колку е тоа убаво, зашто стварно уживаме во работава, даваме желба на некои луѓе кои што не се подготвени, не се спремни така натаму и многу често има навез за детето е добро да расте, гледаме многу парови имаат едно дете, па као ете да има другарче и така натаму, и многу, мислам, милион причини има, па бабичката сама останала, починал дедото, па да има друж. Значи сите тие причини се многу, милион, што е окей, дека потреба има, ама може би куќата не е идеалниот начин да ја пополни таа празнина или потреба. Да, или браде змеи, например. Добро, не си барај тоа. Рипча најубава и сипливка е едно огромен аквариум, храна, чистиш толкова. Со куќа е многу, јас тоа го зборав пред некој ден со не знам кој. Значи имање куќа е да имаш оружје дома. И сега тоа е дека ние мора да научиме тоа дека е оружје по дефолт. Дали е мало или голямо е оружје. Значи ние треба да дадеме максимум, дали тој пиштол ќе го чуваме расклепен и во посебна кутија во сеф со пин, или ќе го ставиме на маса и ако се деси белја ќе речеме па тоа е, не знам, тука сум го ставила, падна, пукна. Да. Значи еднаш. Да. Така ќе чинјата. Значи, не може, особено, еве ја у парк кога ќе отидам секој пат и на водно, значи јас имам некултурен шок. И не можам, и мислам дека ете после толку години на активизам, затоа што многу долго време бев таму присутна и активна, сега и со бизнисот, се случуваат работи што ме изненадуваат и ме чудат и секој пат си викам, вау, се више ништа не може да ме изненади и не може. Значи, големи куќиња, мали куќиња и сите се така како, ама не, уживај, моето е френдли. Моето куќе е добро. Не, да се душна, да се поздрава, да се викам зашто. Ја баш имам професионална деформација од живење у Блудница и јас цело време сум насочена на говорно тело на куќе. И сега јас стојам од страна и гледам дека две куќиња се душкаат, опашките однако кочани, куќињата цели згрчани. И луѓе се прават многу така, леле, пресладко се душкаат, види ги свекли се, а оние е само секунди на катастрофа. Да, баш, одбројување, зашто бомба пука и се плаќаат. Леле, како се десува, па моето е френдли.
И на сите им зборав. Дури веќе во парк не сум и културна, не се трудам веќе, само викам, господја, кучето! Дали ти одиш со сите луѓе па пат да се поздравиш? Со сите вако врат да те се става, да те дишат? Не, нема да ти биде убаво. Може би да ти биде убаво ако видиш Илија, па ти е познанек, па си му помуабетите, меѓутоа и за да стигнеме до тоа познанство и ние луѓето ни треба малце, нели, простор, да видиме дали ние се одговараме една на друга, па после да збориме дали приватно кафе ќе пиеме. Исто и кучињата, значи немаш да тоа одење и вака пикниги едно у друго, па не знам, па твоето е агресивно. Тоа ми е... Пак се враќаме на таа неедуцираност на собствениците. Тука е главниот проблем. Зошто да не знаат те да го читаат говорот на телото на нивното куче? Или маче, едно на нивниот миленик. Јас се трудам, последниве години со секој еден што се јавил, што побарал информации, било што, ни 101 сат разговор, фаќаме многу. Сам мене ми требаат 3-4 конкретни прашања и одговори, и тоа може да трае 5 минути. Меѓутоа, баш во тој small talk што после ќе се направи, се откриваат многу длабоки информации што мене ќе ми го олеснат престојот и на кучето ќе му биде поубава. И цело време се трудам, дури онака некојаш телефон на гаси, значи сад време помина толку и продолжува да збориме. Заради тоа што јас, например, нели, ти имаш друга работа, одиш сите ден таму, мене работата ми се кучиња. И јас слободното време седам, читам за кучиња. И сега јас, например, го имам времето да го посветам на тоа, затоа што нели на крај денот од тоа живеа. И зашто не ти дадам на тебе готова информација, каде што јас веќе сум ја истражувала, проверувала, нели пруфрете, стварно е така, сум прашала повеќе луѓе, дресари, ветеринари, што год. И можам да ти дадам готовата информација буквално на тацна, за ти да не треба да го вложиш тоа време во истражување, само да знаеш како треба. Многу е полесно. Тоа не може да чини 300 денари од ден. Да. Не може да чини. Значи, тука се прави уште една голема разлика. Да. Затоа што најбитно е времето да разбориме. Немаат време за тоа, некој друг во кратки црти ќе им го пренесе. Некој посветил денови, години тоа да го осозна и го пренесува. Мора и тоа да почна да го разборува. Да, буквално. Миле некојаш ми вика како не заболи грлото од обурење. Како постигнуваш? Затоа може да се случи да ми се јават 5 луѓе во текот на денот, тоа се по сат време минимум 5 сати со некој кој што се работно време. Да. Збориме за 6 сати и ја оние време шетам куче, зборам, бришам нозе, зашто тоа е мастикев за да влезат дома бришање шепи. И тоа све трае, разговоров трае, онака multitasking it's finest. Ама сметам дека е потребно, затоа што пак ја кажам, не може сите да сме добри во се, добри сме во нешто одредено. Јас, например, пак ја кажам, мојот идентитет од секогаш биле животни и ми е убаво кога го правам тоа. И сакам да го правам тоа, не ми е тешко да ја дадам информацијата на готова, ниту па да седнам сега да ти наплаќам, се сад време зборевме, плаќаме. Не, туку е потребно затоа што тоа е за општото добро и тоа е многу надвор од тој шаблон на волку ми должиш, колку треба да платиш, оваа услуга кошта толку. Затоа што ние имаме реален проблем. И у таа битка сме сите што работиме во таа индустрија. Ние имаме проблем општо како луѓе, ако нештото не го платиме, не го цениме баш. Да, тука е има се уште да се смени тоа. Јас верувам, многу од така луѓето што нас знаат ми викаат, ама ти чекај млада си го гледаш светот низ розови наочари, ама не ми престанала да се трудам. Мислам, имало ситуации кои што баш онака сум си рекла човече, јас сум будала што се пробувам, ама тоа ми трае кратко и после ќе се јави некој друг и пак. Да, некој понормативен. Да, ама од друга страна кучињата ми прават вечерчуни се и шетањата со нив, и галењето, па дури бришењето шепиш, ние не го сакаме, ама е дел од работата. Они ме дополнуваат за 2 сати пак да имам енергија за истото да го направам. Некогаш возвратено и се така како леле фала, ептен помогна се тоа. Некој се, ти ќе ви кажеш. Ја мој роки 10 години вака, ти најде сега да ми збориш вакцини. Имаша? Сега, например, се соочувам, дали веројатно после ковидот, луѓе некаде се ги вакцинираат кучињата. Тоа од секогаш е така. Јас не сум се соочила. Да, од секогаш е така, само што различно е. Значи вакцините за луѓе со вакцините за кучиња, да, целта е иста, нели, да се створи некаков имунитет и заштита. Ама од секогаш имале блокада, особено према вакцините против бесни. Особено према, затоа што имаше порано на интернет можеше да се најде епилептични напади од вакцината, вака, така, ова се случува последици, вакви, такви, умре се, зарази од вакцината или се. Ама пак ќе кажам, тука ветеринарите треба да одстапат и да кажат: се извинувам, тоа мислење не е точно поради тоа и тоа,
и едноставно со факти да им се објасни или да се најде начин народски да им се објасни на луѓето дека не е така. И дека вакцината безобиснила е смртен вирус, така? Сега да, значи пред 100.000 години точно бил тој жив вирус, можеби не било дека фаќале беснило или што и да е, имало последици, ама од секој лек има последици. Да. И на крај само на крај во однос на темата со вакцините, бидејќи со тоа работам. Значи фајловите за колку се испитани вакцините за милионици се нереално големи. Значи тие се испитувани 10, 20, 30 години пред да се пуштат во употреба. Значи се апсолутно, дури според мене можеби и побезбедни од хуманите. Да, апсолутно. Само што сега по периодов, заближувам последнава година-две, многу не се мутирани вирусите, Тоа е многу нормално. заразните. И сега тука треба повторно јавните служби, Агенција за храна и ветеринарство, Факултетот за ветеринарна медицина да отстапнат да излезат на терен, да испитат кои соеви се моментално присутни, до увозниците на вакцини да ги достават тие соеви, увозниците на вакцини да побараат од каде може да ги најдат. Да. Значи тоа е цел еден круг, а ние многу делови од тој круг ги немаме. Значи ние имаме, не знам, од шестоаголникот едното крајче Кругот до не е веќе шестоаголник, круг, да, Не е мислам, круг. не е едно делче само. Значи, ама пак, мислам дека ќе го достигнеме тој левел. И јас така верувам и се трудам да Кога не знам. настојуваме, мислам да се движиме во таа насока, затоа што јас гледам многу промени од клиентите што ги имав првата година до ден денес. Апсолутно. Значи, и како има подобрување во однос на тоа одговорно сопствеништво. Некои од нив биле одговорни од ден еден, буквално тие ми се најонака лезат за работа, све знаат, ништо не треба да им се додаде, да им се каже, куќето има прекрасно. И однака со нив, и тоа се ми збориме како леле, не се враќа куќето. Ајде, сладе подолган одмор, не се брзајте, Сте се побрзале некогаш толку емотивно со некој Да. И си ги коментираме како леле куќава од која не се младја, кај се дојдата. И ти обавезно ги пингам пред продужени викенди и празници, нешто како ќе доаѓате да чувам место што се прошате Да. И имавме ладија на кутренце, малтазирка, Клеја. Мислам дека тогаш ќе има видео со низината собственичка бев на кафе. Да, мало кутренце, малтазирче, бела. Значи ја немам видена по-сладка малтазирка од неа. Значи, онака со Миле секој ден бевме уште поимпресионирани од вчерашниот ден за какво е куќава. И реков и на неа како ќе добиеш медал за најдобро куќа во хотел и таму направи нешто од држава и некои семинари, што правите вие по дома и она вика, па ништо посебно, само ја сакаме, ја чуваме, се грижиме за неа. Не, значи мора да извадиме повеќе зборови од тоа, затоа што стварно, знаеш, вреди да ти го покажам тој пример. Еве како треба, ова е тоа како треба. И немам коментар за тие луѓе. Значи стварно е, затоа што сваќам дека е тешко да се интегрира, нели, за куќава да читаш, деца да гледаш, и на работа да одиш, и социјален живот да маневрираш. Има многу обврски во одраслиот живот. Меѓутоа, од друга страна, има да отидеш на ветеринар да прашаш, ти даат дел од информацијата. Грумерот ќе ти даат друг дел од нели таа питата. Хотелот ќе ти даат друг дел за куќето, какво е, што му треба, што фали, кај треба да се поработи. Меѓутоа имало некои такви куќиња што онака се гледаме. Ја пошто сум перфекционист, можам да најдам финеса и кај моите така, ова треба да го поработиме. Има некои клиенти, еве например Клеја, нема што да им кажам. Еве дресерот по барете го за ништо, да види како личи воспитана кутренца. Прекрасно. Има неколку такви и они се многу сум благодарна за нив, затоа што ако не беа они, веројатно ќе полудев во патот, или ќе се откажеше многу. Или тоа, да, и има неколку такви кутрења што баш ми се онака со мера, едва чекам да дојдат и кога ми плаќаат за тоа сум како леле, треба да се пари, злобно ми беше убаво, ја тебе треба да ти платам. Да. Сака е многу убаво. Можеш и ти да се вклучиш во оваа приказна за твоите миленичиња? За нашите клиенти сакаш да кажеш? Да, дека кучињата кои што ги чуваш ти дека се такав домени всушност, нели преку клиентка не беше така? Да, второто твоите второто куќа, да, второто куќа, да. И двете се мешанчиња, второто Ама така двете го се вдовивме, многу го сакавме. Значи тоа ни беше еден од феворит, стварно кога ќе доеше последни трепки вака, па целиот многу беше попустошен кога беше на клиентката. На груми, сега се понаша нешто дека не знае, али го следувавме све и еден ден, тоа девојката уметник, отидовме со Татјана, нешто за слики. Девојката почна така се насолзи очите, се расплака малку, зашто требаше да се оддели со куќето
немаше друго решение. Татјана почна плаче, викам супер, се идеме за второ куче. Тоа беше јасно и така да, вториот така дојде точно. Да, не ми се случува тоа да изречам. Ајде стајте обој. Ако некогаш сакате да го дадете кучево, Да. ми имаш бројот. Да. А не, доста се. 30 соодветна бројба за наши миленици. Сега за сега. Да. Тоа секогаш е така. Сите си ставаме Сака, граница. 3 и онака прајат 5-6 месеци, 4. Па јас конкретно не сакам парни бројки, па се мора да ми е парна бројка. Да. Лично така е. И многу сакам тие прикази, например, нејата миленици што сме ги спасиле. Мајка ми тоа викаше, добро што го најдам Миле, он барам ги става граница на колку животни прибирате и Миле ми сеава ми вика, ти носам еден поклон и јас се разчекам и ми носи куче. Што е? Го најдевте пат, не може да го оставам и прибира и он. И сега тоа мора да е регулирана, нели, кога имаш бизнес дома и... карантин, нешто. Да. Дали ти оставаат? Мене ми се има случано, Не, дека среќа. со други... Ама има, Тоа е да. Дечки голяма ќе ги реткост, знаат. да, ако знае дека тераш како бизнес, Да. да ти ги остават пред врата. Јас имам формулари и Сега тоа... ви, кога кажеш кај се наоѓа Да. хотелот, Да, не кажам. Не, у принцип, ама и камери имаме, така што е малце потешко да се надмине сето тоа и само Да. некаде ни остае Милане. Меѓутоа, другиве хотели, кога се распрашував, кои истражував, има такви ситуации. Да. Дури лани беше последната што јас ја знам, со една колешка и тоа ја оставија, мислам дека Питбул и Стафард, што се реално во Македонија тешки за вдомување. Да, знам точно за кој случај збориш и не знам каков беше епилогот, скоро Не цела знам. година остана кај неа, Да. можеше да го контактира собственикот назад. И не знам што се случи. Го Аха, гледаше тоа со се домување. клиенти, значи, мислам, Да, ти сеава за престој, ти Аха, аха, се аха. 3 дена и после тие 3 дена никад не го гледаш пак и... Да. И не можеш да стигнеш до него едноставно. Да, Да, се сели во странство. Да. Кај нас се случува тоа некогаш кога ти доцне да си го земи, кога не дига телефон, да се Да. случиш и... Да, дали ќе се деси мене? Да, И мене има. Не па Не, ама ја знам, од други хотели ми имаат раскажувано дека буквално им фрлаат во дворот. Да. Кај нас камерите го спречија тоа, да не може да се случи. Зашто баш онака цела куќа е фатана и се гледа, не Да. можеш да дојдеш да фрлиш. Ама... А за клиенти, знаеш да кажеш си заштитена, ти потпишуваш договор, Да, знаеш точно дека се се тебе и ќе платиш, да, што тоа е другата најстрашна на случај Да. што може не ти Се плаќа. случило да Да. ми платат? Кај мене не, ама Не. пак заради благодатот што Така. имам фирма. Така. Имало обиди, ама за среќа успешно завршиле со Мгм. нели сите страни задоволни, но што они не знам дали биле задоволни, што не ќе да платат. Биле тужени. Не знам. Ета, поздрав да ви фала. Меѓутоа кај другиве да, се случува и многу често и тоа е всуди многу реален проблем затоа што збориме за 30-40 илјади, значи збориме за цела Јасно. година куќето било или мачето во хотел. И они не може како да си ги земат тие пари. Тоа се многу пари. Не само тоа, туку задржува место од И кое тоа што исто. можеш да профитираш. И тоа што е најлошо е што, например, кога ќе остават милјаник, што правиш со тој милјаник? Ако го фрлиш на улица, ти си подеднакво Да. виновен, тоа е кривично дело да фрлиш куќа на улица, независно дали е твое или туѓо или whatever, значи не смееш. Тоа исто се случи исто, значи кога нели му дојде преку глава на еден лик кој што е исто вмешан во тој бизнес и после тоа хейтот, народски кажано, беше насочен Кон него? Да, зошто го Ги направи? фрли? Позадината не ја разбира Знам на дека... кој мислиш. Да, значи позадината не ја перцепираат во тој случај, сега нормално во не дека е во право затоа што го направил, Да. али од друга страна па може не знаеме кон што поминувал со сите тие. Чинот не го оправдувам, затоа што пак тука сметам дека Колатерална штета се пак животните Да. во случајот. и сметам дека сите што сме влезани на било кој начин во индустријата со куќиња, сакаме животни. Да. Сите, нели ги сакаме како такви. И не можам да замислам дека би биле окей да едно животно страда, само заради тоа што ние луѓето имаме проблеми. Да. Разбирам дека е фрустрирачки, мислам случувано да речам обиди кои што траеле, успешно завршиле у моја полза, меѓутоа патот бил со стварно Да. помање нерви. И сега пак не можам да замислам, иако е многу зезнато, ако некој тебе ти остави чипирана куќа, значи листата на што можеш ти да направиш по тоа прашање е празна. Нема листа.
Немаш опции. Да. Куќата е чипирана, не можеш да го префрлиш на друг човек, не можеш да го ставиш во лајка, Да. не можеш да го фрлиш на улица ни подразна, а не можеш да го дадеш на некој друг човек. Затоа што може па тој после да се врати и да рече ти ми украна куќата Да. на моје име. И тоа е стварно, мислам, од повисоко место треба да дојде таа регулација, не од нас хотелите што ние сме се налутиле па и те направиле нешто. Така, пак се туку од високо државни место. органи, точно. Или празен чип, например. Значи ти веќе, да, ветеринарот направил нешто и чипот го стил право. И сега, што правиме? Како ќе Имаше проблеми со самите чипови, значи Да, беа се сеќавам. со некоја малформација или нешто. Од ветеринарите пробуваа да ги внесат и им покажуваше дека се внесени, после при наредно нели куцкање проверување ги немаат податоците, се избришани одеднаш, не постојат. Има и постојат милион случаи. Да, не верувам дека во едно седење ќе ги опатиме си да има многу Точно. зборување. Точно. Ама Ама сепак на кратко за тие што размислуваат еве да почнат можеби со ваков бизнес, да знаат колку е сериозен, колку големи обврски носи со себе, да можеби е профитабилен после одреден период, ама дали се спремни да го прават тоа? ја тоа им викам на сите побарајте ме. Да. Ништо друго ќе tips and tricks. Така. Секако. И затоа што тоа мене ми оди во прилог и лично и професионално, кога јас имам колеги кои што работиме по исти или сличен принцип и ние можеме да се разбереме на човечко ниво. Прво, кои се условите што ние ги нудиме, а друго пак ќе се вратам на почетниот мовет за таа здрава конкуренција и здрава растање на крајот од денот. И тоа што не ми се допаѓа е ние позадински, знаеш, со задни намери, со тоа например не можам да се работувам, едноставно е многу против моите морални принципи на живење. А во однос на да речам луѓе ентузијасти кои што да сакаат да влезат во бизнисот, е многу тешко, меѓутоа на крајот од денот знаеш, тоа што ти ја црпи силата е истото тоа што ти ја враќа силата и беше онака зачаран круг. Затоа не можам да отидам на одмор и секоја година сум со грижа на совест, требаше да станам уште недела да проработувам уште малце. И одам на одмор и 3 дена не постојам. Значи 3 дена, мислам вака да ме допрат како вода, како кактус да бидам, што немам идентитет. Значи одам и декомпресирам цела сезона, сите луѓе, кучиња, искуства, случки. И после третиот ден веќе цуткам, онака ме фаќа и мислам, доста е одмор, може да се вратим на работа. Одморив таман сме. Така. Интересно е. Да, тоа би посакала за тие што допрва би сакале да влезат во овој тип на бизнес. Има повеќе избори, нели, дали сакаш во груминг, тоа ти што го изрисуваме преди во груминг. Не, тоа се знам дека не ме бивало тоа. Не. Ето затоа имаме грумери. Убаво да размислат што е тоа што не ги исполнува, пошто верувам дека и вас грумерите тоа ццкање, шишање, нели сето тоа. Да. Или ultimate cave. Да. Тоа треба да те задоволство, буквално, зашто иначе е мачење и невозможно. Невозможно е зашто таа заработка за која што зборуваме цело време, стигнувам после многу време, труд, маки, читање, надоградување, инвестирање, финансиски и само во себе и реално ако не го сакаш тоа или не ти лежи или не ти е буквално погодено, стварно не. А вистина да, во пет индустријата има многу дејности, не значи дека сите ни одговараат, ама може некој сака да се влезе нормално, дека може да се размисли на повеќе опции. Би спомнала исто така за и нели од како ќе одберат каде, во кој дел се пронаоѓаат. Тоа се пак луѓе кои што не се љубители на животни, па тука само се вика ќе пробам да го материализирам ова што се ме прави среќен. А јас би кажала дека онака нај чисто ако треба да одвојам дефиниција, што е тоа што помага и нели носи кон успех, трансперентност, искреност и лојалност кон работата. Така. Значи тоа нема ме мрзи денеска, не можам, лошо ми е, имам ковид или нешто, било што, стварно тешко е. Бара, не знам, нов бран на сила, дека ти мора да станеш. Значи нема неќа, не може, ме боли, нема. И ама што и да се случи поднатака, значи јас имам случајни искуства и често знаат клиентите да речат не јадувам веќе во тој хотел, ми го вратија куќето болно. И тоа исто сега да го спомнам тука, затоа што претходно го немам вака зборувано, некако со клиентите се фокусираме на нивните куќиња, на нивните потреби, овој дел останал не спомнат. А со еден колега што разговаравме, беше онака начнавме дискусија колку е важно тоа да се спомне. Заради тоа што всушност незборењето прави една стигма
И кога ќе се случи, луѓето баш онака паѓаат во несвест. И мене не би ми било седна, значи јас сум собственик на куќиња. Меѓутоа тоа што би го ценела е пристапот на тие луѓе, известувањето и пак ќе кажам транспарентноста, затоа што појава на некое си вирусче, дали пролетно, сезонско, било какво е многу нормален процес. Значи ниту ние луѓето не сме заштитени од тоа. Точно. Или деца во градинка, значи одат, едно е болно киваат, сите киваат. Истото се случи и во хотел. Сега јас затоа што пак ќе кажам сум перфекционист, трудам и успешно го одбегнувам тој момент да не ми се случи. Меѓутоа тоа и за себе си го размислував и да се случи, тоа е тоа. Природен процес е. Не можеме да ги заштитиме максимално куќињата затоа што они одат душкаат. Тоа е и tego ризик факторот. Значи не е дека мора да е глутница или бокс за играње нели у паркови за градини што се. Него со самото душкање и загубање од дома они имаат ризик дека нешто може да се случи. Истото е и во глутница. Значи едно од друго нормално да би префатиле. И сега пак ќе кажам, мене најмногу и верувам на сите други хотели, најмногу ми се исплати да не ни се случи нешто такво. Затоа што тоа ќе ни изложи на грижање, екстра грижа околу куќата, објаснување со луѓето, лоша репутација, значи на сите најмногу ни да во прилог да не се случи. Сакам да кажам, ако некој внимава да не се случи, тоа сме ние од другата страна. Ета со дезинфициенци, со прскање, со онака тампон зона на патучи, облекување чисти, нема газење со кондори од надвор, значи некои такви финеси кои што допринесуваат. И ја гледам дека тоа што до сега јас правам е примање на самовакцинирани куќиња. Откако не се случи нели епидемија низ градот со Штена, чак и годишните ревакцини, претходно, ајде да речам, ако има месец-два простор, сум прогледувала низ прсти, да се е фиксно, значи мора да е додата примена се што треба. И нели постојано се подразбира, постојано чистење, дезинфекција и генерално па тоа е усвари. Надворешни паразити, например? И тоа исто го барам. Заштита од надворешни, надворешни, да, и обавезно и песечни мушички да бидат заштитени, значи не само болови крлежи. Тој го потенцирам особено сега на сите, затоа што гледам дека сопиште веќе баш онака има инвазија од песечни мушички. Значи збориме за тие што можда не се отек за лешманија болеста. Да, за векторот што всушност ја пренесува лешманијата. Тоа исто го барам и меѓутоа вакциниве се онака must have, значи тоа не чипираат, не ги чипираат, не постои. Тука разбирам дека имаме предпоставени мислења, меѓутоа во мојот хотел јас ги нели дали сум правилата и невакциниран куќа нема шанса да пристапи. Законот вика дека секој домашен миленик мора да биде чипиран и вакциниран против бесмилост. Заразните болести се уште на добра волја на сопственикот, иако и тоа па можеби треба да се ограничи, треба да се ограничи нормално, меѓутоа законска обврска на секој собственик е да има чипирано милениче и да има редовно примана еднаш годишно вакцина против бесмилост. Тоа е законска регулатива. Да. За жал што не се заразните болести опфатени, што и како поголем ризик има да фатиш тенечек или парва отколку бесмило. Во моментов да, затоа што и државата се грижи околу тоа дивите животни уште ги вакцинира против бесмило или некако влијае на тоа. Против заразните болести нема како да влијае освен или да ние да излегуваме, да кажуваме колку е тоа битно, меѓутоа пак тоа не влијае државата врз нас, тоа е пак на наша добра волја. Да, за жал меѓутоа гледам дека тие две компоненти многу помагаат и дека независно од која сезона е, значи дали е штеночак поактивен во општеството или парво е поактивно, за среќа, да се случам сега, не ли се случило појава на нешто такво, дали заразно или незаразно или вирусче, нешто не се случило од причина што возрастна вакцинирана редовно единка е многу помалку веројатно да пренесе нешто како што може невакцинирано куќе никогаш да пренесе, или очигледно. И тоа заедно со постојана нели дезинфекција и стерилизација е тоа што всушност ги држи условите на високо ниво. Ама пак и тоа некогаш не е доволно во однос на тие сезонски, не знам дали кашлица, кивање, нешто што може да се јави. И сватив дека всушност не се дозбори тоа доволно долго од причина што некако сите сме у грчка, знаеш, да не спомнеме, да не мисли дека јас за себе зборам. А всушност е многу нормална појава и се дека не ја дестигматизираме, ќе биде јас би се налутила, меѓутоа би се налутила доколку другите луѓе не знам ми излажат или не ми кажат или уште полошо би го остават куќето без ветеринарна поддршка. Значи да, тоа би била лута, затоа што тоа не само што ма лажеш, туку го изложува животното на ризик. Ама ако тие услови се покриени и нели завршени,
се случува. За жал, меѓутоа и они како индивидуални и живи битија, едноставно некогаш носат нешто што дома нема да го видиме, ќе развие симптоми некогаш во хотел, може да се случи. И тоа не е толку страшно, како што пак ја кажам, пристапот важен позади сето тоа. И да го нормализираме дека може да се случи. Се разбираме да се случи 5 пати поред, веројатно нели случи нешто тие. Во тој случај градинките за деца не треба никогаш да постојат ако гледаме така, нели? Треба да апсолутно за настинки грипови обични да бидат ограничени, воопшто да не функционираат. Истото и со кучињата. Ова е на некој начин и градинка за кучиња, нели тие престојуваат тука. Различно место доаѓа. Тоа е само по себе ризик. Значи ако нашето куче излегува дома и душка, па и на права улица, рамна, без да има игралиште за кучиња, тоа е веќе ризик. Значи имаме потенцијален ризик да тоа куче развие нешто вирусче, некој да го фати. Исто така, кога се носат на едно место, односно во глутница, две кучиња кои што душкаат надвор и одат по улица различно, од различно место, ризикот е веќе дупло поголем. Значи, меѓутоа нека да пак ќе кажам, има начин да тоа се спречи. Ама и да се случи не е толку страшно, затоа што и ти, нели, сам ќе ме поддржиш, најстрашни се заразните болести за невакцинирани кучиња, каде што реално се соочуваме со можеби фатален исход и смрт кај животното. Другиве се треба ептен да се остави без надзор, без грижа, без нели ветеринар да ускокне да помогне, па за да направат нешто да кучето стварно му е многу лошо. Некои вака само по себе се безопасни, баш како ние кога киваме на пролет. Како обична настинка, вирус, стомачен вирус, зависи, нели? А се случуваат и само дома да се живеат кутрата, може да се случи истото, не значи дека мора да отидат до тие земјоници. Апсолутно. Значи може повеќе да се збори на таа тема за да се опуштат собствениците на милиници, слободно да ги оставаат, да не ангажираат братучеди, другари, другарки, да доаѓаат еднаш дневно храна и вода само да стават туку, да си има кучето или мачето еден убав период лагоден, да не го доживее стресно отсуството на милиникот. Да, го спомнам. Често ми викаат така луѓе, не уживај се снајдевме со баба, дедо, комшика, братучетка, некој. И ако не е кучето проблематично, зборам ако е флегматично, лежи, спие и само треба да го изнесеш 3 пати или 2 пати во ден надвор, да му доставиш храна и толку. Да, окей, до негде би се сложила дека добро, може би не е толку лош избор тоа. Меѓутоа, во моментот кога тоа куче ќе пројави, не знам, да сака да трча, да игра, значи нешто малку по од тоа флегматично лежење, веќе имаме потреба од некој кој што стварно си работи тоа професионално. И лани имавме ситуација, значи имавме закажани клиенти, и последен момент откажа, поминуваат неколку сати и ние ме викаа, ние ова куче што требаше да го чуваме, да. Го стајле од некоја нешто таква сестра, братучетка, нешто, и кучето саат и пол бега. И тоа бега пред прометен булевар, пред Континентал, кај што цик-цак избезумно трча, коли тука шкрипат, се трудат, а тоа е едно тазирче, значи малечко. Повторно тазир. Викам се бушина. И значи тука се случува драма. Кучето 2,5 дена без прекин трча, не застанува, никој не може да го фати. И на крај беше, ние сега да заштедиме пари. И беше имав и дискусија на социјални мрежи за тоа, дека јас разбирам дека се работи за заштеда на пари, меѓутоа тоа и ми викам и на клиентите кои што одале во други хотели и ми вика, ама знаеш, мене ми е многу скапа, ама од друга страна јас отидов, па после 2 недели одевме на ветеринар со кучето, па ми го вратија 15 кила пославо, не јадеше, немаше глас, бла бла. Значи, што се случува? Ти 3 пати плаќаш. Го плаќаш тој, го плаќаш ветеринарот за тоа и го плаќаш твоето време затоа што секој ден треба да дојдеш, да одиш, да се вратиш, така континуитет 2 недели. Исто и тука. Значи тебе ти е скапал моментот, меѓутоа не гледаш на долг пат, дека ако тоа куче му се случи ваква травма, се чува сериозна травма, да кучето избега на крај кај Фершпет, од глутница на големи кучиња, избезумена, нејадено, не пиено, 2,5 дена, че тоа е травма. Ти по дефолт мора да најмеш дресер, ако сакаш нели животот да ти биде пријатно. Што со кучето? Ништо, на крај го најдоа го фатија и после ми се јавија и зимога ти не. Значи тоа куче веќе треба да оди на некоја социјализација некаде и сериозно работа со травма, значи зборам како ветерани, знаеш, кога се вратат со PTSD од Авганистан, некои такви, сериозно гейм ченџер мора да се направи за телото да се врати дека тој стрес завршен помина, исто како кучето. И тоа беше го начинот како дискусија дека
Јас разбирам, меѓутоа ти во моментот кога ќе земеш куќа, ти рачунаш дека еден ден можеби, не знам, бабата нема да е слободна, братучетката нема да е слободна, ќе ти треба опција Б, и таа опција Б можеби ќе биде хотел. Јас на пример, или јас работам или за плата, да речам, јас би одела на одмор ако немам пари да си го платам хотелот за куќата од 10 дена, ќе одам на одмор 5 дена. Или, и тоа баш со Милева дискутиравме сега скоро, кога стварно за наши стандарди може стварно има скапа цената. Да, меѓутоа има начин, секој ден ќе тргам 100 денари. И додека дое септември, ја ќе имам пари да си го платам хотелот че ја го сакам, затоа што ние тоа го правиме за нас, нели? Ти не одиш било каде, си бираш и сакаш да ти е убаво кога ќе отидеш таму. Или може да го земат со себе миленикот. Или тоа, да. Затоа што се повеќе хотели, апартмани или на најчистите туристички дестинации кај што патуваме ние стануваат pet friendly заради помадарството, тоа се што се случува. Меѓутоа тоа си носи друга обврска, ваѓање на сертификати, нели, цела процедура. Бркање по плажи. Да, и ангажман на плажа. Топлотни удари, значи да. милион други работи. Затоа што пак они тргнуваат за да заштедат да не го остават тука во хотел за милиници, па барање ветеринар во најблискиот поголем град таму, значи Ние тоа секогаш кога се трудиме да заштедиме, поставаќаме 6 пати. Има и таква поговорка, дека сиромавија 3 пати плаќа. Тоа е со причина кажано, затоа што секој пат кога пробуваме и пак ќе кажам. Значи биде во хотел 2 недели, куќата им го вратиле, скоро мртва болна. Значи 3 пати, минимум 3 пати плаќаш. Таму, ветеринарот и времето. Каде што ние не го гледаме времето во пари, меѓутоа затоа што ти минимум саат време, идење враќање и таму седање терапија додека да прими. Значи 3 огромни плаќања имаш. Би било поедноставно ако се не велам дека само мојот е најдобар, дека други нема. Зборам, ако веќе сакаш да заштедиш, подобро е од старт да отидеме да платиме тоа што знаеме дека е квалитетно и така нема да ги имаш барем другите зацкриени трошоци. Затоа што по мене, што и да се случи во хотел, ети да се деси некој вирус, настинка, што и да е, моја етичка и човечка одговорност е јас тоа куќа да го однесам на ветеринар. И од таму, следствено на, не знам, некој осет или почит кон клиентите и другите луѓе, е дека тоа нема да го наплатиш. Тоа е на тебе, затоа што јас сум требала во тој момент да направам поише, после да направам поише, како и да. И да ги известиш собствениците, многу од луѓето кои што се бават со истата дейност како тебе пробаат да ги скријат тие работи. Да, тоа не е убаво и затоа имаме стигма, зашто тоа се крие и се лаже. Значи не можеш да го скриеш на човекот дека куќата му ослабила 15 кила. Дури ја онака сум као нешто ќе видам невообичаено и одма им пишам на луѓето. Дали ова одостојање за вас е типично или нетипично, ако ми е прв пат клиент. И сега Миле ми вика, добро не ги паничи луѓето, сакаш нешто ми си помислат, ама мене нема да ми биде убаво. И ја и ти го ќе збориме како е куќето, ти мене ќе ме осетиш дека мене нешто ме јаде од внатре. Истото им го зборам на луѓето. Особено тие што прв пат доаѓаат и што се по дефолт анксиозни луѓе. Со тие ми е најубаво да работам, затоа што јас сум анксиозна за кучињата и јас се тресам пред секоја одење. И од лично искуство можам одма да го вратам фидбекот што на нив им треба и им викам, било што и да се случи. Ако седиш на плажа и те јаде јанзе и си викаш, леле, ако знаеш што прават сега, како ми е кучава, одма пиши ми. Може нема да можам во моментот да ти вратам, ама тоа ќе го извербализираме, ќе ти пратам плюс слика, плюс видео, ќе го видиш и таа јанза ќе ја речеме тука одма. Затоа што ако ти седиш и се нечкаш однатре ти е неубаво, прво ја утињаме поентата на мојата работа, да ти патуваш лезат. Друго, тоа ќе се провлече некаде низ услугата дека ти си со немир. И после ја ќе бидам, куќето ќе биде, и тоа е многу побавно и тука да го решиме. И надак ќе знаеме што да правиме. Ако се работи за некој таков страв збор на типот, леле, што правите, добри ли сте, како ми е куќето во моментот, немам проблем со тоа, затоа што, пак ќе кажам, потполно разбирам како е да се грижиш за некој што е инфериорен од тебе и нели да не може да изусти само да ти каже што му е, како му е, дали му е убаво или не, нормално дека се подпираме на луѓето во приказната. Кога, например, би дошла кај тебе на ветеринар, ќе се подпрам на тебе, нели не може кучево да ми каже колку му е лошо, туку ти си човекот со кој што ќе изградиме релација, исто и со хотелот. Или грумерот. Или ветеринар. Да, или дресер. Или хотелот. Да. Јас би сакала, таман, од сега до следен етап ќе смислам нови теми. Супер. Што сакам да спомнам? Може некои иницијативи што ги спомнавме денес ќе бидат во акција, Да, па ќе коментираме тоа што тоа зборуваме. Да, ми се допаѓа тоа. Супер, фала ти многу. Фала ви на вас двајца, многу убаво се зборавме, веќе така како дома ми е и треба да повториме.
Обавезно. Така продолжат да се појават. Фала. И со едукација, и со Да. и гости, и искуства, верувам тоа ќе кажам, не е ова битка која што да завршим. Се режа дип. Не е ова битка кај нас што би завршила на пример само со мојата генерација или само со твојата или со твојата, него е нешто што за жал ќе бара уште многу и ние и сите идни генерации да се борат онака баш во фронтлайн да бидат и да се трудат и да не се откажуваат. И секој пат кога даваме нешто такво на општеството, верувам дека ја комплетира таа некоја поголема слика, кај што еден ден, не знам, можеби 10 генерации понатака ќе бидат среќни што живеат во такво општество што ние сме помогнале да се изгради. И нема никад доста од едукација и од зборење на некои па дури онака 100 пати повторување, стерилизација и кастрација, уште милион пати, уште 200 пати да се повторат, пак нема да биде на одмот и ќе помогне, не знам, во нешто идно што би се случувало, така што треба да се повторува и другите гости ги прашат на темата. Обавезно. Фала. Фала. Фала на вас.